Евгенија, здраво, како си? Супер сум, ти како си? Одлично. Веќе ти 3,5 години работиш како фриленсер, така? Кажи ми, како дозна за таа работа? Како започна? Па прво од моите 16 години баравме сите така работа на интернет, бидејќи бевме дознали дека тоа е возможно всушност од дома да се заработува преку интернет, но не ни беше јасно кои платформи се користат, на кој начин се наоѓа, дали таа работа воопшто е сигурна и дали ние како средношколци би биле веродостојни воопшто да работиме некоја работа и некој таму од Америка или од Канада или од Велика Британија да ни плаќа, но сепак после мало истражување дознавме за повеќе платформи, тогаш најпознати беа Upwork, Freelancer и Fiverr. Така некои страни, на секој од нив имаше како на различни... Требаше прво да имаш некој познавање од одредена тема, за да можеш да го потполниш своето CV и да го создадеш твојот профил, зашто всушност ти си квалифициран да работиш, а како средношколец реално никој не беше квалифициран за ништо, но сепак потосно дознав дека можам да работам како Customer Service Specialist, односно како поддршка за клиентите и да пробам да се насочам кон тој пат. Првата работа ми беше во компанија за софтвер. Кажи ми прво, кои квалификации беа потребни за да го оформиш тој профил, за да те најде работодавачот и да смета дека ти си веродостојна за таа работа? Па прво добро познавање на англискиот јазик секако. Потоа да имаш некои организациони способности, да имаш способности да комуницираш со луѓето, да имаш емпатија и всушност кога ти го градиш своето CV, јас имав веќе воншколски активности, семинари, некои обуки кои што создаа некои лидерски способности во мене и способности за комуникација. И за да се најде првата работа е доста тешко, се аплицира на многу работи и кога стасаш го праќаш нели CV-то и праќаш мотивационо писмо, што е всушност уште поважно од CV-то, бидејќи мотивационото писмо е стриктно за таа работа и треба да биде специјално направено за точно таа работа. Кога ќе стигнеш до интервјуто, на интервјуто треба да се представиш како веродостоен да работиш таа работа, да одговориш на сите прашања, да пробаш да кажеш се за себе што е возможно, како ти можеш да ја помогнеш на таа компанија, за подоцна те изберат. Сега конкуренцијата е многу голема, има луѓе од цел свет што се пријавуваат, но сепак и има доста компании кои што се на Upwork и има доста голем избор, но пак ќе кажам за првата работа е доста тешко и напорно да се најде, затоа не треба да се, ако некој веќе сака нели да проба да направи профил и да најде својата прва работа, не треба да се откажува. Треба да почне да запишува курсеви на таа област кој што сака да работи, например, ако има завршено факултет, да проба неколку да го вклучи факултетот во таа работа и ако е дизајнер во своето портфолио да вклучи некој искуства што ги има и некои проекти. Сега тие проекти може да се пријавиш и бесплатно да ги работиш на почетокот со цел да го изградиш своето портфолио, но никогаш не треба да се откажуваш се додека не ја најдеш првата работа, сега после тоа е се полесно. Која беше твојата прва работа и колку време ти беше потребно за да најдеш? Па за првата работа ми беше потребно околу 4 месеци да пронајдам, бидејќи немав никакво искуство. Но кога ја пронајдов ми стана многу полесно да ги учам платформите на кои што се работеше, да учам за продуктот, да се вклучам активно во таа компанија и сепак кога се најде работа, ако имаш доволна желба и страст за да го работиш тоа е многу полесно. Ако не се лажам, твојата прва работа беше во Customer Service. Да, во Customer Service. Сега кога веќе ти се вработуваш во таа компанија, мора да знаеш се за продуктот, се за компанијата, да бидеш активно склучена со сите тимови, да имате состаноци каде што ќе ги дискутирате проблемите, кога некој ќе ти пише некој проблем да знаеш како да му одговориш, како да го решиш тој проблем. И подоцна секако се развиваат и другите вештини за да можеш да си најдеш и други работи.
Ако не се лажам, целата поента на фриленс е флексибилното време за работа кое ти го нуди. Еве ти на 16 години претпоставувам дека беше во средно училиште. Да. И како го најде балансот помеѓу еве училиштето и работата? Па не ми беше целосно работно време, ми беше пола работно време, односно 20 часа неделно. И викенди работев по 9 часа, а преку неделата ги распоредував, зависи од смените. Ако бев втора смена, од сабајле работев, ако бев прва смена после училиште, но сепак направив добар баланс, бидејќи сега како што работам 20 часа неделно е многу малку и најдов некој баланс помеѓу училиштето и работата. Но сепак да напоменам, бидејќи имам 16 години, профилот беше на името на мојата мајка, бидејќи над 18 не е дозволено да се прави кредитна картичка и да се прави профил. Така тоа сакам да го напоменам, ако некој има 16 години и не гледа, да знае дека над 18 е дозволено. Ти се уште мислам дека го користиш тој профил. Да, бидејќи веќе има многу работи и не знам за другите платформи, но Upwork ви ги пишува изработените сати. Може тоа да го ставите и на приватно, но може да ви ги пишува колку работи сте работеле, колку ви исплатиле, какво ревју ви напишале и така, како имате целосно изградено портфолио. И сега јас на Upwork сум top rated, тоа значи дека ако аплицирам на некоја работа и да има 70 апликации, мене ќе ме појави на почетокот, така да клиентот одма ќе може да го провери моето мотивационо писмо. Во текот на твоите 3,5 години од искуство со оваа работа имаш сменато повеќе работи. Која беше едно од така поинтересните кои можеш да ги напоменеш? Па искрено ова сега што ја работам е најинтересна, исто така имам работено и како social media manager, односно менеджер за социјални медиуми. Тоа беше доста интересна работа, бидејќи не бев свесна што всушност, каква компанија има всушност клиентот. Подоцна дознав дека тој потекнува од Малта и има комплекс каде што живеат digital nomads во него, односно луѓе од цел свет кои што со виза за digital nomad се пријавуваат на краткотраен временски период да живеат во друга држава. Во овој случај во Малта, бидејќи се многу помали даноците, но исто така има и digital nomads кои што се пријавуваат да работат во Бали, во Мексико. Тоа е многу интересно, бидејќи не бев свесна дека такви луѓе всушност постојат, кои што ќе си го напуштат местото на живење и ќе отидат во некоја друга држава да живеат 3 месеци таму и да работат со луѓе од цел свет заедно, да се дружат, да прават некои тимски активности, да прават нетворкинг, да се вмрежуваат меѓу себе. И која е целата поента на тоа, дали поради помалите даноци или пак дружбата, како тоа може да помогне во напредување во кариерата? Да, сепак кога отидеш таму, тие луѓе се слични на тебе. Пример, јас всушност овде кога работам, многу ретко можам да најдам некој што работи нешто како мене, за да споделиме некои искуства, некои проблеми со кои сме се соочувале, а таму кога одиш, сите работат на сличен начин, сите работат од дома на своите лаптопи. Сега има различни професии, има програмери, има дизајнери, има customer success менеджери, зависи нели со какви луѓе ќе работиш, но сепак искуството кое што тие ги споделуваат можат да ти дадат нови идеи, да те препорачаат за некое ново работно место и сепак да го кажат своето искуство. Во тие комплекси, прво за всушност да отидеш ти во Малта треба да имаш таква виза и дали има некои посебни квалификации за да добиеш таа виза? Да, има минимални примања кои што треба да ги имаш месечно, која работа ја работиш, треба да си пријавен како вработен, треба ако си фриленсер да кажеш за која компанија работиш, сепак тоа е еден процес како и за секоја виза. Но сепак за да стигнеш до тоа место за оваа компанија која што јас работев, се договараш
за цената, каква соба ќе сакаш, дали ќе сакаш да бидеш вклучена во тие тимски активности кои што ги имаат заедно, пример имаат активности цел ден на брод или медитација заедничка или правење йога или некоја дебата развиваат за проблемите со кои се соочуваат. И конкретно работата во оваа компанија, мојата работа беше да го менаџирам неговиот Instagram профил. И тоа беше едно ново искуство за мене, бидејќи дознав некои подлабоки аспекти од менаџерството на социјалните медиуми, односно дека за да градиш Instagram профил не е само во бројот на следачи или во рекламите кои што се пуштаат на Instagram, сепак ти треба со тие луѓе што те следат и што сакаш да те заследат, да ги гледаш како потенцијални твои клиенти. Бидејќи ако веќе те следат, значи дека се заинтересирани за тој начин на работа и треба да најдеш начин да воспоставиш контакт со нив. На кој начин вие се доближувавте до клиентите преку раководење на Instagram профилот? Со текот на тие постови што ги правевме, моја друга задача беше да ги отворам профилите на конкурентите, да ги разгледувам кои се всушност нашите конкуренти од целиот свет и кои профили ја работат сличната работа како нас, да ги анализирам што тие прават, како тие привлекуваат нови следачи, нови клиенти и гледав кои личности ги следат нив и ги отворав профилите, ги лајкнував сликите и коментирав на нив со цел да ја даеме до знаење дека во Малта постои исто таков комплекс што се занимава со digital nomads. И постиравме секојдневно слики од комплексот, видеа како се дружат луѓето кои што се таму, активности. Малта е многу убав и разновиден остров и секоја активност е доста интересна. Така да ако некој живее во скандинавските земји или во некој земји кај што нема толку активности, ќе му биде доста интересно и поразлично. Дали некогаш би сакала и ти да отидеш таму како фриленсер? Во Малта не, но на некој остров да. Моменталната работа со која се занимаваш, кажа дека ти е најинтересна. Што всушност правиш сега? Да, Што е најинтересно? Интересно е бидејќи всушност јас кога ја најдов оваа работа, ја работев и друга работа истовремено. И кога најдов оваа работа не бев сигурно во што се впуштам, бидејќи мислев дека само ќе потполнувам некои табели, податоци и тоа ќе биде се, но на крајот заврши да работам веќе година дена во компанијата и започнав со тоа се нарекува data entry, да ставам податоци во табели, но сега сум менаџер во компанијата и имам доста обврски и доста одговорности и самиот тој пат да стигнеш од нешто многу едноставно до нешто покомплицирано и со многу повеќе одговорности ми беше така малку предизвикувачки и поинтересен за разлика од останатите работи. Генерално кај нас, ние во Македонија го имаме тој став дека треба да поминеш низ средно училиште, да поминеш низ факултет, најчесто факултетот е да станеш доктор или економист или програмер, нешто што би ти ја загарантирало иднината. И мислам дека имаме многу затворен мајндсет, но ти си сведок дека може и со онлайн работа да се просперира. Што мислиш за ова? Дали ова на некој начин е кршење на стереотипите овде во Македонија или пак со оваа работа може да се просперира на ист начин како што можеш да просперираш и како доктор или програмер? За да ти биде загарантирана кариерата за секогаш, дури и до пензија. Да, значи прво што сакам да кажам е младите луѓе да пробат да се информираат колку што повеќе можат, кои се нивните можности. Сепак за доктор или за адвокат не можеме да зборуваме, да ги споредуваме тие две професии, бидејќи не можеш да бидеш доктор без факултет, но можеш да бидеш програмер без факултет ако имаш доволни познавања или например економските факултети кои што имаат некои смерови, сепак
тие смерови не се доволни за ти да бидеш доволно квалифициран за таа работа. Не зборувам за работа во банка, зборувам за некои помодерни професии кои што може да ги нуди економскиот факултет. Например, ако научиш сметководство и бидеш сметководител на некоја американска компанија, тоа сепак го сметам за малку поразлично. Сега не можам да ги споредам за некои факултети тоа стриктно да завршиш факултет и да се вработиш, како што е правен факултет, медицински факултет, но за многу професии кои што се отвараат, кои што да кажам се професии на 21 век, многу потребно е ти да инвестираш во себе и да се надоградуваш самиот себе, да наоѓаш страни за курсеви, да завршуваш курсеви, да завршуваш академии и секојдневно да се надоградуваш, да градиш искуство, да си оградиш своето портфолио, ако си дизајнер да се посветиш на многу повеќе проекти, да се надоградуваш во таа област, бидејќи во денешно време за многу професии факултетот е премалку да се заврши и да чекаш некој да те вработи. Многу е поважно да имаш ти skills како што се уникатни и се малку поразлични од другите, кои што можеш да те одвојат од другите конкуренти. Дали сметаш дека младите во Македонија би можеле, многу од нив се вклучуваат во фриленс работата? Па многу во нив. Не знам дали многу од нив, но познавам добар дел кои што се заинтересирани. Помал дел од нив работат, но доста поголем дел се заинтересирани. За фриленс работа сега мислам дека ги попречува тоа што реално за да се навистина најде некоја добра работа, тој процес е долг и многу е битно да не се откажуваш од тој процес и никогаш да не престанеш да инвестираш во себе, бидејќи не знаеш која обука или кој семинар ќе ти допринесе во наоѓање на. Спомна дека имаш одено на повеќе курсеви кои допридонеле за да го изградиш твоето портфолио. Кои се тие курсеви? Да, значи на Udemy се вика страната, сигурно повеќе од нас ја знаеме. Имам одено на курс за Google реклами, имам одено на курс за Social Media Manager, каде што беа вклучени сите социјални медиуми, посебно разгледувани. Тоа всушност беше ако некоја компанија е заинтересирана да го гради своето присуство на социјалните медиуми, дека треба да ги има сите социјални медиуми, Instagram и Facebook и Twitter и Pinterest и за социјал веб страната да и биде попозната, да и се прикажува понапред во пребројувањето на Google и сепак многу е битно бидејќи ти како бренд во минатиот век или пред не знам 20 години ти како бренд луѓето немаат достапност до тебе, не можат да те контактират. Сега и најголемите брендови коментираат на TikTok. Најголемите брендови гледат да се поврзат со своите клиенти на некој начин како што никогаш не е било. Значи ти можеш да пишеш на било кој бренд да ти одговори, да ги гледаш нивните процеси на изработка преку видеа, преку Reels и секој бренд се труди да биде што по достапен за неговите клиенти и со таа цел се гради тоа големо присуство на социјалните медиуми и можам да кажам еве и авиокомпаниите почнаа да прават своји тиктокови, да објавуваат секојдневно видеа таму, да вработуваат social media managers во нивните компании, така што дефинитивно сметам дека тоа е иднината за секоја компанија која што сака да се развива на тој начин. Како ти ги искористи овие познавања и овие курсеви за да отвориш твој Instagram профил? И да го брендираш сето тоа? Јас за мојот Instagram профил всушност го отворив за да пробувам некои работи, дали што всушност ќе оди по viral, што не се толку заинтересирани, но луѓето што бидејќи Instagram го менува својот алгоритам на 5-6 месеци. Тоа исто треба да се знае. Ти ако завршиш курс за Instagram, после 5 месеци може да биде сосема други работи да се поважни. Така што јас го отворив мојот профил да пробувам некои стратегии кои што веќе ги имав научено, кои што веќе ги имав применето.
и се покажа многу добро. Еве сега имам 67.000 следбеници и многу ме изненади тоа, бидејќи јас го отворив профилот за да објавувам слики на него, но еве денес има повеќе брендови со кои што соработувам. Има многу луѓе кои што ми пишуваат дека многу и се допаѓа страницата, кои што бараат повеќе содржини, кои што ме прашуваат за совети, кои што бараат да се промовират на мојот Инстаграм профил и сепак мојот план е тоа да го изградам како мој бренд, како мој магазин, да кажеме, каде што ќе објавувам теми за патувања, за личен развој, за работа на себе, за мода и така. Сепак гледам за што се највеќе заинтересирани моите следачи. Не напоменавме зашто станува збор за темата на твојот профил, дека всушност не е твој приватен профил, туку како беше Jet Setters Club се викаше? Да, профилот се вика Jet Setters Club. Тоа име му го дадов бидејќи најпрвин бев инспирирана од профилите кои што објавуваат само хотели или некои вили кои што прават и блог постови за тие и најпрво бидејќи јас често патувам, сакав тоа да имам повеќе спомени од тоа, повеќе материјали, ако одам на некое место, да го анализирам тоа место, да направам и гајд за некој друг, да може да ги посети истите работи, да ги користи истите превозни средства кои што јас сум ги користела, бидејќи знам колку е проблем, посебно кога одиш сама на некое место, колку е предизвикувачки да најдеш транспортно средство, да најдеш кои места да ги посетиш во тој град, да најдеш сместување, да најдеш поевтини авионски карти и така, но подоцна почнав да објавувам и најразлични содржини, еве за мода, за личен развој и сепак почнав малку да го правам како, да кажам, како магазин, нешто, еве, зашто како блог, да направив и блог, односно веб страна, каде што 2 пати неделно ќе објавувам блогови на тие тематики. Например, кои книги треба да ги читаат или 10 книги што треба да ги прочитате овој месец, некои стилови на обликување. Разгледав во првиот блог, подосна еве сега ќе одам на патување, ќе се договорив со повеќе места кои што треба да ги посетам, да направам материјали, односно висококвалитетни слики и видео од тие места и подосна да можам да ги набројам тие места како најдобри да се посетат. И дали од сето ова може да се очекува некоја заработка или пак е само за забава и за интерес? Па да, се очекува заработка. Сепак мислам дека што и да почнеш треба да очекуваш заработка од тоа, но прво треба многу да сакаш да го работиш и едноставно да имаш желба да му посветуваш време. Не е само да го направиш и подоцна да си изгуби таа почетна мотивација. Сепак треба да имаш страст и некоја повисока цел. Моментално јас не ја гледам заработката, се што сум заработила го уложувам во, например, ако заработам нешто ќе го уложам во страната или во профилот, за да може да се гради на тој начин кој што јас го имам замислено, но сепак да напоменам за изградба на секој профил или бренд или било што е потребно доста повеќе време од што луѓето имаат впечаток дека треба. Еве пример за дропшипинг, сите го спомнуваат, почнете со дропшипинг, многу добро се заработува, или почнете со афилијет маркетинг, многу добро се заработува, но никој не ја кажува позадината на тие работи, колку всушност време и познавања и уложен труд ти требаат за да стигнеш до таа заработувачка. Пример, јас можам да го водам профилот 2 години, да објавам некоја заработка што сум имала, но никој нема да го види мојата работа што сум имала во тие 2 години, така да мислам дека тоа е многу битно да се напомене, со што и да се почне, да бидете спремни да вложувате доста голем дел од вашето време во тоа. На почетокот спомена дека во текот на твоето средно училиште си имала многу воншколски активности кои всушност ги зајакнале твоите организациони и лидерски способности. Кои беа тие некои воншколски активности и како ти помогна да се изградиш во личноста во која си денес, да просперираш на работа која што е како предвесник на дигиталната ера?
Да, значи јас во втора година почнав да се интересирам за тие воншколски активности. Сакам да кажам дека еве сега социјалните медиуми многу повеќе помагаат средношколците и студентите да бидат информирани за таквите организации. Јас кога бев втора година средно, ние немавме информации кои се навладени организации во нашиот град, во што може да се вклучиме, кои се тие Еразмус проекти за нас беа енигма, значи ние не знаевме, освен Еразмус проекти, одат луѓето во други држави, немавме други информации. Сепак мислам дека во денешно време, еве после колку 7 години, 6-7 години, имаме многу поголема достапност, бидејќи тие невладини организации имаат своји профили на социјалните медиуми. Но јас во втора година средно дознав дека можам да бидам волонтер во Црвен крст и почнав да волонтирам активно за Црвен крст и подосна во трета година тоа ми помогна да од моето училиште со Јане Сандански во Штип да бидам избрана да одам во Швајцарија на проект кој што беше цел месец во детско село Песталоци, заедно со 7 други ученици од нашето училиште и со 40 други учесници од Македонија. Таму беа присутни луѓе од Полска и од Украина, се живееше всушност во детско село кој што беше прилагодено на таа неформална едукација. Се учеше за теми како се учеше за емигранти, за личен развој, за работа на себе, за некои активности кои што ние не бевме всушност свесни дека постојат. Пример со цртање на мајца, тебе те прашуваат што ќе правиш што планираш да правиш на наредните 10 години. Еве ова нацртај го на оваа мајца, нови дел од блузата, нацртај кои се твоите амбиции, нови дел од блузата, нацртај што ти исполнува и всушност тие прашања што се гледат како детска игра ти помагаат да сватиш некои работи за себе и да бидеш многу поблиску со твојот личен идентитет. Имавме и одредени вежби за медитација каде што луѓе кои што се специализирани во таа област ни правеа guided meditation на одредена тема и запознаваш други луѓе кои од други држави, од Швајцарија, од Украина, од Полска, некои што се на твоја возраст, некои што се како ментори таму и всушност дознаваш дека тие живеат многу поразличен начин на живот од ние што го живееме тука. И сакам да напоменам дека потоа тај проект ме мотивира да започнам како соработник во Советот на млади во Штип. И таму имавме исто така многу добри можности да се развиваме како личности. Бевме дел од програмата за спречување на конфликти на ОПСЕ. Бевме на семинар во Попова шапка. Потоа се формира и невладината организација НЕЦИ, која што нуди безброј можности, локални и меѓународни, која што нуди размени, која што нуди помагање во всушност да бидеш ти известен за сите мерки кои што ги нуди владата, пример за практиканство, значи всушност тие организации се направени да и помагаат на младите да сватат како тие може да се надоградат, како да бидат компетентни за работната средина овде во Македонија и во странство. А тие размени што се прават не е за младите само да патуваат во некоја друга држава, туку е да запознаваат нови луѓе и всушност да добиваат контакти кои што можеби подоцна во животот ќе бидат од голема корист. Еве со развојот и со достапноста на организациите имаме напредок, но дали имаме и со заинтересираноста на студентите и на учениците да се вклучат во нешто вакво, бидејќи денеска едва и тие стануваат за додатно предавање, не пак да се вклучат во нешто како волонтер. Знам дека секогаш ме прашувале, а дали ни плаќаат нешто за да одиме или да учествуваме на некој настан. Како може да се заинтересираат младите повеќе и да се привлечат во ваквите организации, при тоа користејќи ги социјалните мрежи? Јас мислам она што ги намамува младите да се вклучат во ваквите организации се всушност самите тие Еразмус проекти.
кои што тие имаат представа дека ќе патуваат, да не кажам за без пари, но сепак платено е, нели? Тоа е муабетот, ајде ќе одиш на Еразмус, ќе патуваш, се ти е платено, ќе платуваш за без пари и ништо нема да правиш. Да, но мислам дека сепак постојат различни типови на карактери, можеби тоа ќе ти биде почетната мотивација, но таму ќе дознаеш дека всушност тоа е нешто што ќе сакаш да отидеш после на 10 проекти и дека тоа е нешто што ти имаш голема страст да го правиш, но сепак верувам дека постојат млади кои што воопшто не се заинтересирани за таков вид на активности, но голем дел се заинтересирани, тоа морам да го кажам.